Повелете. Докато што го промовиравте пред некој ден со 500 акумулации, предизвика многу пошироко внимание, значи јас досега барем немам слушнато. Со програма и со проект на кандидат за началник да се занимава премиерот, да се занимава вице-премиерот и полови на влада. Значи, има реална основа проектот или пак она е навистина тоа што ти го тврдат, препишан магистерски проект? Прво ќе ви коригирам. Проектот го промовиравме пред неколку месеци, во ноември. Беше промовиран проектот Чиста петка, во чиј состав беа и 500-ите микроакумулации. Ама, од мој аспект, за издржаноста на овој проект главен доказ беше вниманието кое му го посветија на истиот и премиерот и заменик премиерот. Тоа за мене е гаранција колку тој проект е издржан. Од друга страна, ако еден заменик премиер или министер во влада узурпира медиумски простор, јас лично очекувам дека тој истиот би го искористил да промовира некој од проектите кои тој ги сработил или планира да ги сработи. Во конкретниот случај за Прилеп, заедно со нивниот кандидат, господинот Маријан Ристевски. Арно, ама тоа не се случи. Гледаме само фрлање со дрва и камења по еден издржан проект, кој малку подоцна ќе ви објаснам детали. Од друга страна, тие истите 18 години се на власт во Прилеп и немаат А од акумулација. А сметаат дека имаат право да критикуваат еден издржан проект. За да министерот, мојот драг колега од електрофакултет, Пешевски, биде убеден во проектот, го повикувам да дојде во Прилеп. Ќе му ја презентирам целата документација, ќе му го презентирам тимот, професионалци и стручњаци, кои го имаат градено овој проект и кои се составен дел од него. Убеден сум дека ќе го промени своето мислење. Од друга страна, ако сака да види неиздржан проект, денес одма нека дојде во Прилеп. Овде е кружниот тек, да види како во 5 до 12 проектите со кои се обидува некој да го залажи народот и гласачите, еден цел камион пропадна на кружниот тек. За среќа, сполајму на Господа, без човечки жртви.